Пристигнување на пазарот после лансирањето на новата серија кросовери кои имаат погон на задните тркала, Mazda се врати на популарниот CX-5, кој глобално има освоено скоро 5 милиони купувачи. Сега има нешто поголеми димензии. И должината, и меѓуоскиното растојание пораснаа за 11,5 см, со што е намален јазот до CX-60, кој сепак настапува како по-премиум модел. Благодетите на поголемиот внатрешен простор се подобрени со дополнително зголемената практичност, изразена со поголемиот агол на отворање на вратите и понискиот праг на багажниот простор. Дека и опремата е полуксузна, се забележува уште на прв поглед преку 15,6 инчниот екран на мултимедискиот систем, но исфрлувањето на физичките контроли на климатизацијата сигурно ќе најде на критики. За погон ќе биде задолжен само еден агрегат, 2,5-литарскиот SK Active G Hybrid со на изглед скромни 141 коњска сила, кој се користи и кај Mazda 3 и CX-30. Преку 6-степена автоматика ќе ги задвижува предните или сите 4 тркала. На пазарот во Европа се очекува при крајот на годинава, а цената во Германија е поставена на 34.500 евра.